велат кој ќе спаси еден живот како да го спасил целото човештво. Светската здравствена организација ги прогласи дарителите на крв за херои. Денеска ќе разговараме за една хумана иницијатива, мисија, односно утре во просториите на амфитеатарот на катедрата за педиатрија ќе се одржи крводарителска акција во соработка со Универзитетската клиника за детски болести и Институтот за трансфузиона медицина. Токму за овој настан разговараме со мојата денешна гостинка, професор доктор Сонја Бојаджиева, раководител на катедрата за педиатрија при Медицинскиот факултет. Добар ден и добре дојдовте. Добар ден, благодарам на поканата и би сакала да ги поздравам сите гледачи на ТВ24 и секако на вашата емисија Студио 10. Докторке, утре, во самата најава споменав, се одржува практично една иницијатива која што од 2021 година ја воведовте. Ќе има една крводарителска акција, но интересна е што токму лекарите и медицинскиот персонал се вклучени и ќе даруваат крв. Како од самиот почеток, еве да се навратиме неколку години назад, како се роди оваа иницијатива и на каков одзив најде, особено еве кај вашата фела? Да, катедрата за педиатрија како дел од Медицински факултет и УКИМ практично не само што има образовна, едукативна, научно-истражувачка улога, секако има и хумана нота, да кажам, на размислување. Така да од 2021 година, некако кога станав раководител на катедра за педиатрија, бидејќи така некако живеам со таа хуманитарна работа, решивме сите заедно, сите членови од катедра за педиатрија, да направиме нешто повеќе. Што би било тоа? Знаеме ние, бидејќи работиме во комплексот Мајка Тереза, како дел од Универзитетската клиника за детски болести, практично сите тука сме вработени, гледаме потребата од колку значи да се дарува крв, гледајќи ги нашите пациенти, кога една капка крв може да го спаси нашиот пациент. Понатамо има одредени продукти, производи кои што практично се создаваат како изогрупна плазма и така натаму од крвта, така да потребата е уште поголема. Така во размислување со други колеги, секако и со колегите од Институтот за трансфузиона медицина и секако морам да го споменам примариус доктор Горан Андонов, кој што е одговорен раководител за оделението за организирање, планирање и реализирање на крводарителските акции. Се договаравме кога е најдобро ние да даруваме крв, кога потребите се поголеми. Така да одлучивме тоа да биде некако крај на учебната година, во летен период, кога има потреба, кога значи сите практично поголемиот дел од луѓето се на годишен одмор, понатака имаме доста туристи, можеби потребите тука би биле поголеми. Така да секоја година некако традиционално, првата недела од јули, организираме крводарителска акција под насловот "Секоја капка крв спасува живот", така и оваа година се организираме сега заедно со практично со Универзитетската клиника за детски болести, заедно, секако тука е Медицински факултет, ќе биде утре, значи на 1 јули, од 9 часот наутро до 12 часот во просториите на амфитеатарот при Универзитетската клиника за детски болести. Тоа многу значи, бидејќи јас велам еден да дојде крводарител, еден да дава, иако сите ние даваме крв, ќе значи порака до целото општество. Дека здравствените работници даруваат крв за своите практично пациенти. Ние сме потенцијални пациенти, така да сите ние некако гледаме да биде секогаш да бидеме спремни. Има ситуации кога нас крводарителите не викат и со порака во среднок, во зависност која крвна група ја има, да одиме да даруваме крв. Така да правиме да биде и малку посвечено отварањето, свечено во смисла да кажеме неколку збора која ни е поред крводарителска акција. Секако тука се тие благодарници до Институтот за трансфузиона медицина и заедно со дел и директорот и од катедрата со Зоно ја отвориме акцијата и потоа
да следа крводарителството. Така, дарувањето на крв само по себе како чин е хуман чин, нели, што дополнително можеби поттик повеќе кога ќе видите дека оние кои што се грижат за вашето здравје го прават еве овој хуман чин и верувам дека не постои човек или повеќето луѓе сакаат да направат добро дело, позитивна еве некоја разлика во самиот живот на другите луѓе, бидејќи даруваат крв и помагаат на луѓе кои што не ги познаваат, можеби никогаш не би ги запознале нели во животот. Меѓутоа, оваа акција носи посебна и општествена голема одговорност. Значи, колкав број на доктори и медицински лица изминатиот период се вклучија? Навистина е голема работа здравствениот работник да дојде и да дарува крв. Крводарителството само по себе е посебен чин и на задоволство, дека некому можеби таа капка крв ќе помогне и ќе спаси живот. Така да, општествената, што рековте, улога е од највисок карактер. Затоа јас ги поканувам и сите и оние кои што не се здравствени работници да дојдат, да не поддржат. Не мора да даруваат крв. Нека дојдат, нека бидат со нас тие 2-3 часа. Секако хуманиот аспект е секогаш и човечки, оној кој што е на примат, да кажам. Значи, нема цена кога станува збор за крводарителството и тука затоа и ние сакаме таа порака да ја пратиме до општеството. Сите да даруваат и дека и ние даруваме за нашите пациенти. Како реагираат, докторка, пациентите ве кога ќе дознаат дека нивниот лекар дарува? Радосни, секогаш со поддршка, со еве кога сме во контакт со нив, им значи многу. Мора да сме ние тука френдли, ние да професионално мора да ја извршиме работата, меѓутоа и луѓе сме, мораме и да бидеме заедно со нив. И добро и лошо да си споделиме, но секогаш се движи бројчано 30-40 крводарители во зависност колку време трае, дали е топло, дали е ладно. Сега некој сака да дарува крв, меѓутоа има одредени пропозиции кои што тоа е по стандардите, мора да се испита така, крвта, што дали се е потребно да, можеби желбата за тој хуман чин е голема, меѓутоа што е потребно за да може една личност кој да е, нели, независно дали се работи за лекар или за пациент, за да дарува. Секако мора да се пополнат одредени документи, да се внесе човекот, крводарителот во системот, потоа следи медицински преглед, значи доаѓа екипа, сето тоа се организира од Институтот за трансфузиона медицина Скопје, доаѓа екипа каде што не прегледуваат, се гледа и се испитува и крвта, дали може да се дарува, дали одредени лекови претходно се пиени, дали има болести и така натака, и возраста, тежина, значи има пропозиции кои што се тие се интернационални пропозиции кога кој може да дарува крв. Доколку може да дарува, понатака следи цела таа постапка на крводарување. Значи, некои имаат желба да даруваат крв, доаѓаат, меѓутоа поради одредени причини не може тоа да го сторат, меѓутоа тука се заедно со нас. Дарувањето на крв само по себе е возвишено чувство, имајќи во предвид што рековте една капка крв може да спаси човечки живот. Вие секојдневно работите со пациенти, некогаш и можеби тешки ситуации кои што бараат брза навремена интервенција. Лекарите точно знаат кога, како, зошто нели е потребно дарувањето на крв. Еве вие лично и професионално како се чувствувате во оваа акција, во оваа активност? Па јас кога гледам ургентни состојби, конкретно на оделот за гастроентерохепатологија при Универзитетската клиника за детски болести, кога имаме одредени пациенти со голема крвозагуба од одредена причина, крварење и така натаму, гледам колку значи брзината, значи веднаш да има таа крвна група со РХ фактор, брзината да се направи интеракција и да се добие крв и да се спаси животот. Така да тоа ми е прво да кажам. Понатаму одредени други крвни продукти кои што исто така може да значат живот. Не само на оделот за гастроентерохепатологија, но и на другите одели, каде што во средној кога бараме крв да се спаси живот,
Од тука ја гледаме и потребата да помогнеме и да дадеме и една апел до сите граѓани да бидат хумани, да даруваат. Сега ова е крводарителска акција, иако има и други начини, други органи, еве слушаме за други трансплантации и така натаму, меѓутоа секоја капка крв, можеме и мојата крв после обработката на трансфузиологија ќе спаси живот во некој друг град. Значи, не знаеме ни цела држава практично тој систем постои организиран. Така да секој кој може, кој сака, убаво би било да биде дел од некоја крводарителска акција, а јас еве ги поканувам да бидат дел од нашата. Колку ова крводарителска акција еве од неколку години веќе прераснува практично во традиционален чин, е мотивирачки импулс и за помладите колеги, лекари и медицински лица? Да. Ние секогаш правиме тим, така е организирана практично и катедрата, правиме тимови со нашите едукатори, со медицинските сестри, со другите лекари, со помладите лекари, со специјализантите и секако да не ги забравиме и студентите. Значи, секогаш некако заедно се организираме, не само за оваа активност, кои се други активности, и тоа треба да биде еден пример за помладите колеги како да продолжат. Ова е пета активност, пета крводарителска акција. Меѓутоа, се надевам понатака и друг кој ќе биде раководител на катедра, ќе ја продолжи оваа традиција, да продолжиме, да ставиме, да кажам, белек на катедрата и понатака ние учествуваме и во други крводарителски акции, во други установи или кога хитно ќе не викнат. Меѓутоа, еден ден во годината ние можеме да одбележиме како што, еве, 5 години тоа го правиме. Така да секогаш некогаш и пациентите ни доаѓаат на крводарителска акција токму само за да бидат, да кажам, со нас. Бидејќи сега многу топло времето, одлучивме така со колегите од трансфузија да се одржи малку порано, значи од 9 часот, 12 да заврши, бидејќи сепак може да омалакса и топло е крводарителот, затоа е подобро во пораните утренски часови. На кои се друго активности, професорка, работите? Знам дека имате голем број на професионални ангажмани, вклучително ве споменавте и студентите и помладите колеги. Да, освен тоа што практично имаме настава на медицински факултет, тука се повеќе факултети, секако медицински факултет, заедно со примате општа медицина, имаме тука 3-годишни стручни студии на медицински сестри, лаборанти, акушерки и така натаму. Понатаму имаме едукација за специјализантите, едукација на младите лекари и во склоп на катедрата организираме семинари по одредена област. Тоа е веќе традиција на назад години. Покрај оние редовни стручни презентации што ги правиме заедно со Универзитетската клиника за детски болести, кога се главна визита, викаме, кога се реферираат случаи, а овие семинари ги прават по области. Еве, ни помена семинар за гастроентерохепатологија, понатаму хематоонкологија, пулмологија и така натаму. Целиот тим од тој одел, вклучувајќи ги членовите на катедра, организираат во трајање од една недела семинар кој што со повеќе предавања. Дел од тие успеавме да ги акредитираме преку лекарска комора за да можат колегите да земат и бодови бесплатно е. Значи сите можеа да кој сака да присуствува. Често работиме и со лайвстрим, значи секој може да гледа. Практично едукацијата гледаме да биде достапна секаде. И ќе видиме дали ќе можеме, една од тие активности беше мултидисциплинарна диагностика во педиатријата, кој што веќе пред 2 години се одржа, сега сакаме малку да прерасне на едно друго ниво, да кажем, да биде еден голем симпозиум, каде што заедно со колегите од другите клиники, кои што се поврзани по одредени области со педиатрија, да бидат дел од тој настан. Така беше и претходно. Пример, имавме колеги од патологија, од ортопедија, од патофизиологија, кои што работат одредена проблематика која е поврзана со децата. И така се прават нови мостови. Најдобро нешто што може да биде тимска работа, се прават што повеќе нови мостови, да се оди напред, поттик да дадеме на младите колеги, да се пишуваат секако научно-истражувачки трудови,
колку можеме во интернационални журнали да се објавуваат нашите журнали и да можеме секако да имаме што повеќе и научно-истражувачки проекти, да се поттикнуваме, да правиме мостови од сениор и така натаму, и значи од студент до професор и обратно, да правиме и меѓу нас и хоризонтални и вертикални мостови. Па на еден начин и да си ги задржиме оно што може би е рак-рана проблем во нашето општество, за жал, особено во вашата дејност, е што голем број на млади луѓе кои што се образувани и заминуваат надвор, и може би ова е добар начин, нели, да се мотивираат да бидат тука во рамките на нашиот здравствен систем. Само така можеме да успееме. Само да ги вклучиме заедно со нас во работата, во наука, во образование, да се движат околу нас и да работат со нас. Само така може да ги задржиме и да бидеме по-френди, по-пријателски со нив. Инаку си одат не само студенти, и специјализанти, знаат да прекинат специјализација и да одат во странство. Меѓутоа, само заедничка работа може да ги задржи да бидат со нас. Понатака имаме еднаш во годината, ќе видиме кога ќе биде една дружба, да кажам, team building со катедрата. Понатака активности е скромно, значи што и да имаме некој настан, нешто убаво се случило заедно, сакаме заедно да го споделиме тоа и тоа да ни биде поттик за нови предизвици и ново нешто да направиме. Секако има доста идеи, членовите на катедра имат интересни идеи, па се надевам дека од септември ќе успееме поголемиот дел да ги реализираме. Така. Докторка, би го искористила вашето присуство, бидејќи сега е летниве горештини веќе го земаат својот замав, од ова што и претходно успеавме да го чуеме од извештајот на Управата за хидрометеоролошки работи, дека не очекуваат повисоки температури, а тие значително носат опасност, нели, по однос на здравието кога се работи за одредени вируси. Како, особено најмладата популација, верувам дека родителите се тука и најмногу загрижени, како да превенираат, да се заштитат можеби во овој период од годината? Да. Децата се посебна категорија, да кажам, посебен предизвик и вулнерабилна група, деца, педиатријата воопшто. Практично во овие топли месеци и најтопли денови што имавме, треба посебен акцент да се даде на дехидрацијата. Значи, да не дозволиме детето да дехидрира. Значи, поење на детето со течност, со вода. Значи, на извесен период да се пои детето, да се гледа што се јаде, да биде убаво припремена, да кажам, храната, термички обработена, да биде свежа, измиена добро, и секако тука е оној страфот кога се оди на одмор, патнички проливи и така натаму. Повторно ќе кажам, поењето, охрабрување на родителите и доколку има потреба, ако се појави пролив, повраќање и така натаму, да се охрабрат родителите да ги појат своите деца и да се даде одреден пробиотик, кој што ќе да не форсира толку храна, колку што е битно да не се дозволи дехидрирањето, значи брза рехидрација. Треба да се рехидрира детето во првите 3 до 6 часа, од кога и веќе настане акутен ентероколит или пролив, да биде лесно детето облечено, односно облеката секогаш да не се облакат многу, лесна, светла облека, и кога не сака детето да се пои, додека се движи, да речеме, надвор, да се повлечат децата, да не бидат на директна топлина, негде во период од 10 до 5 часот, 17 часот. Значи, во најтоплото децата не треба да бидат надвор, особено да не страда мозочето на детето, и понатака да се разладуваат, ако се на одмор и така, да можат да се движат. Заштитен фактор секако за кожата, бидејќи со високи УВ во воздухот, затоа треба повисоки заштитен фактор.
повнимателни и уште еден можеби ретки случаи се меѓутоа еве од брзина сакаме се да постигнеме, нели, брзаме или на работа, брзаме да ги завршиме секојдневните обврски, да не се оставаат во автомобил. Знам дека некогаш се случува, нели, на високи температури остави го кратко до автомобил само да се завршат накусу работите, меѓутоа тоа претставува потенцијална опасност. Да, доста се збореше овие денови, значи многу брзо се зголемува температурата во колата. Значи за една минута многу може да се зголеми и практично да доведе до колапс, па и нажалост и смрт кај дете. Или кај возрастен ако остане подолго време во кола. Затоа да не се оставаат никогаш децата сами во кола, особено во топлите денови, бидејќи многу брзо, а детето практично и така и по сустав има вода во себе, во своето тело, има потреба од поголеми количини на вода. Колку е помало детето, толку има поголема потреба од вода. И базалниот метаболизм, значи работа на витални органи, на срце, бели дробови и така натаму, се е забрзано колку е помало детето. И во такви ситуации, кога брзо може да се качи температурата над 50 степени Целзиус, тогаш може да настапат многу значителни промени во целиот организам и да настапи брзо реагирање и колапсна состојба кај детето и нажалост веќе кажав и лошо да заврши. Така, можеби звучат наивни состојби на брзина, нели, за некоја минута да се заврши некоја обврска, меѓутоа има за жал случаи кога треба навистина да се алармира и сите брзаме некаде, меѓутоа мора да знаеме дека сепак, нели, децата, рековте, се многу ранливи и мора да внимаваме посебно на нив. Да, и кога не сака децата да пијат, додека играт, треба да се нудат со течност. Значи на 15 по една голтка, тоа да им биде едно рефреширање, да кажам, и цело време да се рехидрираат на тој начин. Детето во игра знае да заборави и да јаде и да пие и така натаму. Затоа тука е родителот кој што треба да помогне со капка вода во тек на играњето да го пои детето. Не еднаш да даде, па цел ден да не дава. И да се следат значи дали детето мокри, дали повраќа, дали има течна столица. Многу лесно може сега да настане некаква диареја која може да биде пропратена и со покачена телесна температура и повраќање, но и не значи. Сега се плашиме од оние бактерии. Бактериите живеат мелем, топлината е практично како салмонелата, која што сега, да кажам, највеќе живее да се гледа што се јаде сладолед. Сите деца сакат сладолед. Значи, од каде се купува, како се чува, на која температура. И секако, веќе кажав, термички да биде обработена храната која што ја консумираме и сите, не само за децата и за нас. Ви благодарам многу за издвоеното време. Секако ќе ја проследиме утрешната акција. Посакувам таа да прерасне навистина во долгогодишна традиција и секако да има се поголем број и на медицински лица, на лекари, на персонал, меѓутоа и на пациенти, бидејќи, како што споменавте, секоја капка крв значи спасен живот. Многу ви благодарам и еве јас би ги поканила секој, мислам сите гледачи, слушачи кои што сакаат да дадат поддршка, утре да дојдат на Универзитетската клиника за детски болести, практично тоа е амфитеатар по медицински факултет и заедно со нас, од делот, можеби и деканот ќе биде професор доктор Антович и нашиот директор доктор Реджеп Мемеди, кои што практично заедно и секако од Институтот за трансфузиона медицина и директорот и примариус доктор Горан Андонов, заеднички да ја отвориме пред се акцијата, а потоа да не поддржат и кој може да дарува крв и да спаси живот. Ви благодарам уште еднаш. Почитувани, правиме кратка пауза и се враќаме повторно во студиото.